Почитувани, скандалозните помилувања на криминалци и наркобосови, власта се обидува да ги заташка со апсење на веќе помилуваниот бос на кланот Барон и со класичен театар пред јавноста. СДСМ најостро ја осудува оваа фарса на ВМРО ДПМН и председателката Гордана Силјановска Давкова. Наместо одговорност за скандалозните помилувања, ДПМН и Силјановска се обидуваат со театрални потези да го смират гневот на јавноста и да избегнат од одговорност. Председателката лично ги подпиша одлуките за помилување на криминалци и членови на наркокланови, лица кои беа осудени за тешки кривични дела. Таа не може да се крие зад Комисијата за помилување. Силјановска Давкова го има последниот збор. Таа ја носи одлуката и затоа мора да одговори зошто ги ослободува овие лица. Ако сгрешиле членовите на Комисијата за помилување, зошто Силјановска Давкова не ги разреши? Несериозни се изјавите дека не знаеле кого помилуваат, тоа е навреда за граѓаните и подценување на нивната интелигенција. СДСМ, почитувани, со денови бараше повлекување на срамната одлука и предупредуваше дека криминалците кои ги ослободи Силјановска Давкова представуваат закана за јавната безбедност на граѓаните. Еден од помилуваните, поврзан со наркокланот Барон, вчера беше уапсен веднаш по неговото ослободување под сомнение за обид за убиство. Очигледно, почитувани, МВР на овој начин се обидува да го покрие целиот скандал со помилувањата и да ја намали штетата од катастрофалната одлука. Власта на ВМРО ДПМН е знам и влен, е во дил со криминални структури, со што директно се загрозува безбедноста на граѓаните. Силјановска Давкова има обврска да излезе пред граѓаните и да ги презентира сите информации, документи и мислења на Комисијата, на Министерството за правда, на сите кои биле презентирани и да одговори на едно клучно прашање. Зошто токму овие лица, опасни криминалци, беа изборот да се помилуваат? Кој го нарача ослободувањето на криминалците и наркобосовите? ВМРО ДПМН и Силјановска Давкова имаат обврска да излезат пред граѓаните и да одговорат на овие прашања, затоа што тоа и го должат на јавноста. Мора да има одговорност за скандалозните помилувања. Граѓаните заслужуваат вистинска одговорност и сериозен однос кон нивната безбедност. Ви благодарам.